Иако водостојот секојдневно се покачува, нема опасност од излевање на реките, но можно е заезерување на дел од помалите реки и водотеците, информираат од Центарот за управување со кризи. Оттаму посочија дека единиците на сите локални самоуправи се предупредени да ја следат состојбата и доколку е потребно, навремено да реагираат. Според Управата за хидрометеоролошки работи, поради топењето на снегот, забележано е значително зголемување на водостојот на Црна река. Како последица на топењето на снегот се очекува зголемени водостои на сите водотеци во државата. Поради позитивни температури на воздухот проследени со врнежи од дожд и топење на снег, се предупредува внимателно движење покрај водотеците и субводолиците, особено во сливовите на реките Треска и Радика. Според информациите и анализите на Управата за хидрометеоролошки работи, најголемо покачување на водостојот се бележи во сливовите на реките Радика, Треска, Сатеска и Црна река, а во останатите сливови се бележат благи до умерени покачувања. За сега нема поголема опасност од излевање на реките, но можно е заезерување на дел од помалите реки и водотеци. Од страна на Центарот за управување со кризи за ваквата прогноза и анализа известени се единиците на локалната самоуправа со цел внимателно да се следи состојбата и навремено да се преземат соодветни мерки. На локалните самоуправи од Центарот за управување со кризи им е препорачано навреме да преземат мерки за да не дојде до излевање на реките и штети врз имотите и посевите на граѓаните во близина на речните корита. Онаму каде што е потребно, активирани се и кризните штабови во некои општини кои што и онака редовно заседаваат во однос заседаваат во зимски услови и во услови кога има врнежи од дожд или топење на снег или покачување на опасноста од одреден ризик. Поплавите кои ја зафатија Пелагонија во 2015 година беа најголеми во последните 50 години. Проценетите штети беа во висина од 260.000 евра, додека пак во земјоделието во 5 општини кои беа зафатени од поплавите околу 7 милиони евра. Надлежните претходно информираа дека со преземените чекори во изминатиот период и санацијата на местата кои беа најпроблематични, состојбата во Пелагонија е стабилна и не се очекуваат слични проблеми.